Ако утрото по денот се познава, тогаш сме сигурни дека оваа влада е на погрешен антиевропски пат. Од една страна е противуставна и не го почитува амандманот 6 од Уставот на Република Македонија, не се грижи за правиша застапеност на граѓаните во владиниот состав, а од друга страна наметнува услови за работа на приватниот сектор, односно наметнуваат етнички клуч врз приватниот сектор со субвенционирање на етнички вработувања или сега поново и наметнување на двојазичност, односно избор под кои јазици ќе работат приватните компании. Ова е класично насилство, ова е суспендирање на светоста на приватната собственост, ова е апархед во 21. век. Ова насилство, ова дискриминација по етничка основа, насилство на владата врз приватниот сектор, буквално го отвора просторот, односно води земјата кон судири на етничка основа. Ова не е едно општество за сите. Ова е општество против сите, бидејќи е нападната светоста на приватната собственост, бидејќи се оневозможени приватните компании да работат по своје видување и убедување. Редно време е стопанските комори во земјава да се организираат и да го организираат отпорот на менаџерите и на стопанствениците, особено на малите и средни предпријатија. Знаеме дека олигарсите се уценети и врзани со владата и нема да реагираат на тоа, но оние собственици на малите и средни предпријатија во организација на стопанските комори на Македонија редно е време да пружат отпор на овие погрешни антиевропски владини политики. Доволно нанесовте штета на приватниот сектор. Оставете ги менаџерите да донесуваат одлуки по сопствено убедување во насока на зголемување на капиталот и зголемување на продуктивноста на компаниите, а не да ги лечат хировите на оваа владина коалиција. Во оној момент кога етничката припадност ќе се стави пред личниот интегритет, личниот квалитет на поединецот, имаме сериозен проблем во земјата. Тоа е исто како кога партиите го ставаат партискиот интерес пред државниот. Тоа во времето го нарекувавме киднапирана држава, а сега го нарекуваме контролирана демократија. Најдобар доказ дека живееме во не вистинска, туку во контролирана демократија е токму ова насилство, владино насилство врз приватниот сектор. Ви благодарам на сите.